победи на екипите на Бекче и Сатеска во верните мечеви од В групата. Мини дербито од првата рунда му припадна на мината годишниот финалист екипата на Бекче, која со минимални 1-0 го солдаа тимот на Инекс Горица. Стрелец на единствениот погодок беше Лолински Ристе во финишот на првиот дел. До крајот на мечот гостите притисна, но не успеа да го совладат одличниот Чипановски на голов. Па да, тешка беше утакмицата. Само еден гол го одлучи победникот. Мислам дека допрва не очекуваат потешки битки, па долго е првенство овој надпревар, овој турнир, па ќе видиме како ќе биде понатак. Генерално сме во добра група. Мислам дека сите 4 екипи сме квалитетни, па во наредните кола ќе се одлучи. Мислам дека наредното коло ќе биде одлучувачко, дали ќе одиме понатака или ќе имаме некои проблеми во последното коло. Па да, ете како што кажа, тврда игра со не многу шанси од двете страни, но сепак малото невнимание не кошташе цела утакмица, но тоа е тоа. Се надевам дека во другите две утакмици ќе имаме победа, па ќе одиме понатака. Па добро, мислам дека во групава нема толку многу лесна екипа за да можеме да кажеме дека 100% ќе одиме понатака, но ќе дадеме се од себе да ги победиме и да одиме понатака. Вториот надпревар од оваа група. Екипата на Сатеска направи огромен чекор кон пласман во нокаут фазата по триумфот над Аса Марача со 3:1. По првиот дел, црвените имаа позитива од 1-0 благодарение на погодокот на Секуловски. На стартот на вториот дел, водството го зголеми Бочевски. Резултатската неизвестност во мечот ја врати Трифуновски, намалавајќи на 2:1. Сепак, со голот на Стефановски, домакините не ја испуштија предноста и забележаа вреден триумф. Во наредното второ коло се среќаваат победниците во првата рунда Бекче и Сатеска, додека да се биде или не е мечот меѓу Инекс Горица и Аса Марача. Тежок беше надпреварот, набрзо постигнавме два погодоци и се вратија во второто полувреме на 7 минути при крајот и со голо финиш на надпреварот ја заверивме победата. Во наредните надпревари ќе биде потешко малце, ама ќе дадеме све од себе да победиме. Прво честитки до противничката екипа, изиграа феноменално. Честитки пак ќе речам, супер беше. Од наша страна беше добро, не искористивме шансите, имавме многу. Противничката екипа го искористи максимумот што можеше. Уште една честитки. Што понатаму? Се надеваме на пласман понатака. Освојувачот на турнирот во 2010-та, Спарадес и еден од фаворитите за златниот медал бил Мерцедес, со победи ги започнаа мечевите во Г групата. Екипата на Спарадес со петарда ги поздрави младите фудбалери на Теди Комерц. Тандемот Танасковски и Лескаровски беа нерешлива енигма за одбраната на Теди Комерц. Серијата погодоци и отвори Танасковски, кој до полувремето успеа два пати да ја затресе противничката мрежа. Лескаровски ги потврди своите голкритички способности откако реализираше хет-трик. Првиот гол го постигна во првиот дел, а преостанатите два во вториот. Почесниот гол за поразената екипа беше дело на Усеиниот пенал. Најпрво честитки за противничката екипа, за организаторот на турниров, се е супер, се е добро организирано. Задоволен сум од играва на моите соиграчи. Заслужено победивме, се надевам на успехи во наредни утакмици во групава, па потом после како ќе биде така. Секогаш играме за финали. Амбиции ни се финали. Така и на овој турнир. Така, изгубивме првата утакмица, не губиме надеж. Одиме до крај, тоа е тоа. Одлична организација. Поздрав до спонзорите, до организаторите, секоја чест и посакувам и понатаму да се организира овој турнир. Сигурно, како секоја друга екипа, очекуваме, се трудиме, ќе се бориме. На останатиот меч во оваа група, тимот на Бел Мерцедес со 3:1 ја собрала екипата на Враниште. Во првиот дел Ецковски го отвори резултатот, но фудбалерите на гостинската екипа не се предадоа и преку Милевски ги рамнаа на 1:1. Во вториот дел на сцена стапи Стојковски, кој прво го доведе тимот на мечките во предност, а потоа ја осигура и победата. Во наредната втора рунда се игра дербито во оваа група меѓу фаворитите и аспиранти за висок пласман Бел Мерцедес и Спарадес, додека шансата за останување во игра за нокаут фазата помеѓу седмата пресметка ќе ја бараат Теди Комерц и Враниште. Поискусна екипа се, имаат освоено во минатава година и доста турнири. Ние настапивме со помлада екипа
Мислам дека се прикажавме добро. Пораз кој сигурно ќе ви ги намали шансите за пласман понатаму. Да, но ние не се откажуваме, како што кажав, млада екипа, ќе се бориме до крај и се надеваме на пролаз во наредната фаза. Па добро, може да се каже дека малку поискусна екипа сме и повозрасна од другите екипи на турниров. Меѓутоа сите играме повеќе години и без разлика тоа што можеби другите екипи повеќе ги трчаат, ние се надеваме на тоа наше искуство и во случајов со екипата од Враништа тие од секогаш имаат добра екипа и млади деца што многу трчат. Јас мислам дека ќе се пласираат и тие понатаму, ама сепак најважни ни се нашите шанси за пласман, па и до финалето се надевам. Такво ми е мотото нас дека секогаш одиме на победа и со Господ напред ќе видиме што понатаму. Еден надпревар во втората рунда се одигра во групата Д. Најнеизвестниот надпревар во вечерта со пресврт екипата на Ресторан Балкан стигна до првата победа и тоа на практика со 4:2. Поубедливиот пораз во првото коло од Дискон Царовски, победата беше единствена опција за балканците, но така не мислеа фудбалерите на практика ден, кои со погодокот на наздорбен стрелец до Тима Николовски победаа со 1:0. Забарите до полувреме стигнаа и до 2:0 благодарение на расположениот Размовски. По паузата битолчани предводени од Агушевски. Прво го намали резултатот, а потоа пенал истиот играч ги изедначи бројките на семафорот. Комплетниот пресврт го реализираше Раневски на 5 минути пред последниот свиреж. Домакините имаа можност да го изравнат резултатот, но ударот од 7 метри на Тасевски заврши во гредата. Конечите 4:2 со третиот гол на мечот ги постави на добриот играч во клиничката екипа Агушевски. Второто коло од оваа група ќе биде комплетирано со мечот помеѓу Дискон Царовски и Данан Сан Инженеринг. Фала за она. Од 0-2 преокрет успеавме, трчавме и победа за нас и одиме понатаму до финали. Па многу меко влеговме на терен и многу брзи голови. Одевме сите напред и тоа е. Да, првото полувреме изигравме одличен надпревар. Имавме доста шанси, доста промршени, заводевме 2:0, меѓутоа во второто полувреме немавме ништо, не реализација ништо, промршивме пенал, немавме кондиционно спремни, игравме против искусна екипа, се оди од турнир на турнир и тоа е тоа. Да, се надевам дека со другата екипа од Битола барем ќе изиграме мешано да се пласираме понатака. На третиот ден од Великденскиот турнир ќе се одиграат мечевите од првата рунда во А и Б групата. Преварите започнуваат од 19 часа, а се среќаваат во групата Б Ликвид Охридски Комуналец и Кабно Ванчо Питошевски, додека во групата А во 21 часот играат Житоле Проаква, а последен меч на програмата е Ротари клуб АСП Пак.